велам, ние за време народно-слободителната борба се боревме во една неслободна земја. Се боревме за слобода, за мир, добра и заедничка иднина. Зарем може да дозволиме новите генерации кои живеат во слободна држава да не ги водат борбите на својата генерација, на својот живот? Зарем може да си дозволиме после сите извојувани победи некој повторно да сака да ни го одземе постигнатото, да го потценува, да не го почитува? Оваа држава не е таа за која се боревме, за чии идеали гиневме, ги вложувавме своите млади животи. Власт не сме да заборава минато, бидејќи така на својот народ не му посакува иднина. Вечерва го креваме нашиот глас против овој ненароден режим кој упорно се обидува да ни ги изврши сеќавањата и да ни ја замагли иднината. Нашите претходници не обрзале да бидеме младина која не чека нештата сами да се случат од себе. Младина која го отврла подценувањето на НОП за сметка на антиквизацијата. Младина која не ја прифаќа катастрофалната реалност, која ни ја наметнува Груевски и ВМРО ДПМН. Одовде, од Востанички Прилеп, започнува борбата за подобра иднина, за подобро образование, за повеќе можности, интеграција. Почнува борбата за победничка Македонија. Прилеп за победничка Македонија. Да живее Македонија! Денес сум тука со вас, како што бевте вие со мене во изминатиот период. По кој знај пат го кревам гласот против оваа ненародна власт на Никола Груевски. Сакам и вас да ве слушнам, имам срце и нема да се предадам. Кога Душко може да издржи, можете и вие. Сите заедно ќе издржиме. Јас дадов едно ветување, му пуштив порака на Груевски, дека ќе зборувам, се дека тој не си замине од власта. Но денес пред вас оставам уште еден аманет. Доста зборуваме, време е заедно да се избориме и да ја вратиме Македонија на патот на нашите предци, на НОП, на победничкиот пат. Да живее 11 октомври, да живее Македонија! Добро вечер, Прилеп, добро вечер, граду Херој, граду Востанички, победнички. На денешен ден, 41-та, се почна од ова место. Него участокот. И вечерва, драги пријатели, и вечерва се ќе почне од ова исто место. Тогаш борба против странскиот окупатор, денес против ненародната власт на Никола Груевски. Тогаш се заврши со победа. И денес, и сега, бидете сигурни, се ќе заврши со победа. НОП и АСНОМ се нашиот успех, нашиот триумф, нашата најголема историска национална победа. Додека
Ванчо Михајлов, чија восочна фигура денес ќе ја ставаат во музеи, се криеше во Рим и шуруваше со Мусолини, со Хитлер, со Анте Павелич. Овде во Македонија вистинските херои, вистинските патриоти гинеа за слободата на својот народ. За овие од власта, се што се случило во овие 20 години независна Македонија, се е катастрофа, се е криминал, се е предавство. Се е погрешно и за се сме виновни ние, јас и Социјалдемократскиот сојуз. Епа, ако од НОП бегаат заради комунистите, ако од Македонија во рамките на Југославија се срамат, ако во независна, самостојна, меѓународно призната држава се било погрешно и катастрофа, тогаш која македонска историја тие ја почитуваат? За каков македонски национален идентитет тие се залагаат? Каков лажен патриотизам овие лажни патриоти ни проповедаат? Одговорот на овие прашања ќе го најдеме ако отидеме во центарот на Скопје, ако ги погледнеме лавовите и триумфалната капија, ако ги погледнеме спомениците посветени на некои личности од кои дел никој името не им го знае, ако ги видиме барокните згради, ако отидеме во Охрид и ги видиме наколните населби, ако отидеме во Паљурси и да им го видиме бунарот, одговорот гласи: Груевски се срами од историјата на македонскиот народ и затоа ни измислува нова историја. Тој не го брани, туку со политички инженеринг го менува националниот идентитет на македонскиот народ. Ете, затоа е лажен патриот, затоа е манипулатор со националните чувства на секој наш граѓанин, на целиот наш народ. И вечерва сме тука во Прилеп, не за да го партизираме празникот, не за да го поделиме народот. Тука сме да го испочитуваме нашето, она што сме, она заради што сме македонци. Ете им ги лавовите, ете им ги фалангите топтан со секунзите и нека не остават да ги чествуваме партизаните. А партизаните, драги пријатели, ако треба, пак ќе се вратат во Македонија. Партизаните пак ќе победат. Македонија денес е држава со највисока стапка на сиромаштија во Европа. Секој трет наш граѓани нема леб да јаде. Не може да се прехрани себе си, да ги облече своите деца. Денес Македонија е држава на ненаплатени сметки од граѓаните, на блокирани фирми во стопанството, на судски извршители пред секоја втора врата. Денес во Македонија Груевски и владата безмилосно трошат и уште по-безобразно не плаќаат. Денес Македонија е држава во која се рушат рекордите по смртност на новороденчињата и на породилките. Денес во Македонија не се бори власта против, туку власта е предводник, организатор на криминалот во државата. Секој тендер, секоја набавка, секој договор е директно поврзан со класичен рекет. Секоја инвестиција, од музеи и споменици до тениски игралишта, е перална за пари. Денес осудени дилери за дрога и високо поставени полициски службеници седат на иста маса, јадат и пијат на иста маса и потоа се пукаат меѓу себе во сред Скопје додека деца играат наоколу. Денес Македонија има влада на милионери, на тешки милионери.
И замислете што ни зборуваат. Дека сите тие своите пари ги заработиле пред да влезат во политиката. Епа, такви ли се? Тоа ли се жртвите на транзицијата? Тешки милионери. Најлошо и најтрагично од све, почитувани граѓани, е што ни ја украдоа и закопаа иднината. Во историјата на нашиот народ имало бројни тешки периоди, но нашите луѓе, нашите граѓани знаат да издржат, знаат да се стрпат, знаат да истрпат, ако знаат кон што се стремиме, која е целта, која е иднината. Клучното прашање кое денес секој наш граѓанин, без разлика дали е македонец или албанец, србин, турчин, ром, дали е влав или бошњак, дали е православен или муслиман, дали е од СДСМ, ВМРО, ДПМН или некоја друга партија. Клучното прашање кое денес секој треба да си го постави: има ли воопшто иднина со оваа власт? Знае ли оваа власт каде не води? Има ли и постои ли воопшто некаква цел? Во НАТО и Европската Унија очигледно ниту сакаат, ниту знаат, ниту може да не внесат. 5 години не закопаа во место и не придвижија ниту за единствен сантиметар напред. Ниту имаат план, ниту имаат идеја како понатаму. Често пати ни велат: треба да издржиме. Добро, ќе издржиме. Ама кажете колку да издржиме? Што да чекаме? Кое чудо тоа треба да се случи за да до тогаш издржиме? И на крајот на краиштата, драги пријатели, кој треба да издржи? Груевски со фамилијата или народот? Па тие вака може да издржат уште 1.000.000 години. Која тешкотија тие имаат? Дечките за 5 години се преродија и се натоварија за 5 генерации. Тие Бога молат ништо да не се смени. Се вака да остане. Драги пријатели, вечера сакам и вам и на сите наши граѓани ширум Македонија да порачам. Наш најголем непријател се бедата, сиромаштијата и безперспективноста на оваа земја. Тие треба да се победат. Победата со нив е вистински патриотизам во Македонија. Ние сме подготвени во таа битка да влеземе и сите пречки, сите проблеми, без разлика кои се и какви се, да ги надминеме и да ги решиме и целта да ја постигнеме. Ако со Груевски и фамилијата нема ниту НАТО, ниту ЕУ, ниту инвестиции, ниту нови работни места, ако нема ниту здравство, ниту образование, ако нема ниту правда, ниту слобода, ако нема ниту сегашност, ниту иднина, тогаш нема друго. Ке го решиме Груевски. Ке ја победиме фамилијата на следните парламентарни избори. Ние во Социјалдемократскиот сојуз, ние во опозициониот фронт, ние, вие, сите заедно, сме подготвени таа битка да ја почнеме од вечерва, од тука, од Прилеп. И ке одиме, ке чекориме, ке газиме. Ништо нема да не запре. Се до крај, се до победата. Со вас, секогаш и секаде. До кога? До крај, до победа. Социјалдемократски сојуз на Македонија.